Многу поздрави денеска, еви јас се приклучувам кон тие поздрави. Фала на Бога што сме собрани денеска во Божиот дом да проучуваме Божјата реч. Не знам како ви се допаѓа ова лето сега за сега, јас уживам, право да кажам. Не знаете ли кои причини? Ја верувам дека и вие уживате, затоа што температурите се уште не се високи. А според онај што најавуваат, знаете колку сега може да бидат точни тие долгорочни прогнози, меѓутоа ја би бил радосен ако погодат. Значи, ќе има ретки денови, како што најавуваат, така, до 35 степени, меѓутоа, веćinom температурите ќе бидат околу 30, што е неверојатно ако биде така. Кој сака 40, да речем? Никој не сака да му биде топло, а? А зошто тогаш некои христијани веруваат дека Господ ќе ги мачи непокајаните и грешниците вечно во оган? Може да замислите, че ние 40 степени не поднесуваме, а некои христијани веруваат дека Господ ќе ги мачи непокајаните вечно во оган, во веки веков. А еве имавме поука. Кажавме, Господ е љубов. Господ не сака, не засака со вечна љубов, затоа и го прати Синот. Ние минатиот пат проучувавме, видовме дека оние непокајани ќе си ја добијат казната, за жал. Секој си има свој избор и ќе мора да ја испијат таа чаша на Божиот гнев. И ајде да продолжиме сега да видиме кај застанавме во Откровение, значи 14 глава, кај третата ангелска вест, и таму последниот дел од 10 и 11 стих, кој што ги имаме за задача денеска да ги разгледаме и да видиме во каква заблуда се наоѓаат мноштво христијани. И ќе видиме дека навистина нема смисла такво нешто, такво верување. Значи, еве ќе ја прочитаме целата трета ангелска вест. 14 глава Откровение од 9 стих. И друг трет ангел дојде по него, велејќи со силен глас, ако некој му се поклони на зверот и на неговиот лик, и прими ознака на своето чело или на својата рака, и самиот ќе пие од виното на Божиот гнев, што е налеано чисто во чашата на неговиот гнев. До тука застанавме. Кажавме минатиот пат, оние кои што место на Бога ќе му се поклонат и ќе му служат на еден обичен човек, односно на зверот, ќе мораат да ја испијат чашата на Божиот гнев. Но понатаму следи стихот и вели, продолжува стихот, и ќе биде мачен со оган и сулфур пред светите ангели и пред јагнето, и димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, и неки имаат починка ни дење ни ноќе, оние кои што му се поклонуваат на зверот и на неговиот лик, и кој ја прима ознаката на неговото име. Да, навидуме збунувачки на овој стих, овие зборови, но да видиме што стои зад сето ова. Гледаме вечни векови овде, вели. Значи, димот од нивното измачување ќе се издига во вечни векови, ќе немаат починка ни дење ни ноќе. Еве да прочитаме еден друг стих во Матеј 25 глава. Матеј 25 глава. 41 стих. Матеј 25:41. Тогаш ќе им рече на оние од левата страна, значи на јарците, на козите: одете си од мене, проклети, во вечниот оган, приготвен за ѓаволот и за неговите ангели. Овој стих кажува една друга работа, значи вечниот оган, односно ќе видиме што е тоа, е приготвен за ѓаволот и за неговите ангели, никако за нас луѓето, за ниједен грешник. Господ сака секој да биде спасен. И тоа, значи, еве овде пак е спомнат вечен оган. 46 стих од истата глава. Вели, и овие ќе отидат во вечна мака, а праведниците во вечен живот. Што е тоа вечен оган? Треба да одговориме најнапред на ова прашање и може би ќе биде изненадувачки за мнозина. Јас верувам дека нам ни е ова познато, меѓутоа ќе биде може би изненадувачки за оние кои што
ќе гледаат, дај Боже да некој гледа, затоа што околу ова мнозина се бунат и пред 2 недели, може би така случајно, повеќе случајно, се најдов во дискусија со еден, мислам дека е пастор таму негде во Битола од некој од овие другите протестантски цркви, баш на таа тема. Меѓутоа, знаете, човек кога е заблуден, кога се наоѓа во заблуда, тешко е да го разубедите, да му го смените мислењето. Да видиме што е вечен оган. Битие 19 глава. Прва Мојсиева 19 глава. Битие 19, 24 стих. Ова е случајот со уништувањето на Содом и Гомора. Че имаме еден убав пример на уништување со сулфур и оган. Истиот речник кој што се користи во 10 и 11 стих од 14 глава Откровение. И овде го среќаваме. Господ истори сулфурен оган од небото на Содом и Гомор и ги уништи овие градови и сета таа рамница, сите градски жители, сите растенија на земјата. А Лотовата жена се обзрна и се претвори во столб од стол. Утре ден рано во мугрите Авраам поите на местото кај што стоеше пред Господа. Го насочи погледот кон Содом и Гомор и кон сета рамница во далечината и виде како се крева дим над земјата како дим од некаква печка. Еве ви го димот, еве ви го сулфурниот оган. Истиот речник што се користи во Откровение 14. Сега. Значи факт е. Докажано е, геолозите докажале дека Содом и Гомор има и остатоци денеска, значи од сулфур на тие предели, дека навистина биле уништени и овој извештај е точен. Меѓутоа каде се денеска Содом и Гомор? Нешто не гори таму оган, туку дури има и море. Добро, да прочитаме во Јуда, Јудино послание, 1.7. Една глава е, 7 стих, значи од Јудиното послание. Како Јуда го коментира овој случај. Како што Содом и Гомор и нивните околни градови, кои на ист начин како и овие, па и овие денешниве, се предадоа на блудство и одеа по други тела, стојат како пример, трпајќи ја казната на вечниот оган. Содом и Гомор се пример и тие ја претрпеле казната на вечниот оган. Овде, уште од овде се гледа дека вечен оган не значи буквално вечен оган, оган кој што постојано гори. Зато што Содом и Гомор не горат, нити има дим таму. Ајде да отвориме сега во 2 Петрово послание, значи малку наназад, 2 Петрово послание 2.6. Второ Петрово 2.6. Ако ги осуди на пропаст градовите Содом и Гомор и ги претвори во пепел и ги постави за пример на идните безбожници. Уште еднаш и Петар вели за пример ни се оставени Содом и Гомор. Меѓутоа што вели овде? Содом и Гомор ја примија вечната казната на вечниот оган, вели Јуда, а овде се вели дека Содом и Гомор Господ ги претвори во што? Во пепел. И тоа и се, значи нема ништо од нив. Сега, 2 Законие, 5 Мојсија, 4 глава. 5 Мојсија, 4 глава. Се уште одговараме на прашањето што е вечен оган. Значи не е буквално оно што се вели, значи вечен оган, оган кој што гори постојано. Ајде да видиме што е. Значи 2 Законие, 4 глава, 23-24. Затоа внимавајте да не го заборавите заветот што Господ вашиот Бог го склучи со вас, па не правете си за себе делкани ликови, на што и да е што го забрани Господ, твојот Бог. 24 вели, зашто Господ, твојот Бог, е оган што проголтува. Ово сите го знаем. Господ е оган што проголтува.
Добро. Слично, ние е запишано во Евреите 12 глава, Евреите 12 глава, 28 и 29 стих. Евреите 12 глава, 28 и 29. Затоа примајќи го непоколебливото царство да бидеме благодарни со што му служиме благоугодно на Бога со страв и со почитување, или со стравопочит, значи со други зборови, зашто нашиот Бог е оган што проголтува. Вчера, значи, видовме и во Стариот и во Новиот Завет, Господ е опишан меѓу другото и како оган што проголтува. Што голта тој оган? Ќе видиме. Излез 24 глава. Че видовме досега дека Господ е оган што проголтува. Ајде да видиме сега што ни вели во Излез. Ова е случајот кога Мојсей што побарал? Побарал да ја види Господовата слава. Односно, не, ова е на гората Синај, кога се дава законот. Пошто имам намер и на другото да го спомнам, позато сега ми дојде пред време. 24 глава, значи, Излез, од 15 до 17. Како изгледала гората Синај кога се давал законот. Потоа Мојсей се искачи на гората, тогаш облак ја покри гората. И фала на Бога што облак ја покри гората. Господовата слава се настани на Синајската гора. Господовата слава се настани на Синајската гора и облакот ја покриваше 6 дена. На 7-миот ден Господ го повика Мојсија од пред облакот. 17 стих вели, Господовата слава на врвот на гората беше за очите на израелците како оган што изгорува. Бог е оган што проголтува. Господовата слава е оган што изгорува, што проголтува. Откровение 15.2. Сега ще одговаряме на прашањето што е вечен оган. И видов нешто, значи Јован во визија гледа, нешто како стаклено море измешано со оган. И оние кои што го победиат зверот и неговиот лик и бројот на неговото име, стоја на стакленото море, има Божи китари. Јован гледа стаклено море, ама нешто како измешано со оган. Зошто? Од каде огонот? Веројатно се одразува од стаклото, ама од каде, од што? Ако прочитаме во 4 глава на Откровение, кај се наоѓа стакленото море? 4 глава Откровение од 2 до 6 веќе читаме. Веднаш се најдов во духот и ете на небото стоеше престол, а на престолот седеше еден, а оној кој седеше изгледаше како камен, јаспис и сард, и божилак околу престолот, на изглед како смарагд. Значи, Јован се обидува да го опише. И околу престолот имаше 24 престоли, а на престолите видов 24 седнати старешини облечени во бели облеки, а на главата имаа златни круни. И од престолот излегуваа секавици, гласови и грмеш, а пред престолот гореа 7 огнени светила, тоа се 7 Божи духови, и пред престолот како стаклено море. Стакленото море, јасно ми се кажува дека се наоѓа пред престолот. Ако Господ е оган што изгорува, тојаш па нормално дека се одразува тој како таков во тоа стаклено море. Затоа вели Јован овде кога го опишува нешто како стаклено море, како измешано со оган. Ако Бог е оган што изгорува, ако Божјата слава е оган што изгорува, а колку време Бог ја има таа слава? Вечно. Можеме да кажеме за Бога дека Бог е вечен оган? Да. Значи, што е вечен оган? Бог. Неговата слава, како сакате. Ајде сега да видиме што ќе се случи со злите, за кои што ете некои сметаат дека вечно ќе горат. Вечно ќе бидат мачени. Без разлика сега тоа дали е во тело, дали тоа се душите на покојните, на злите, како што се обидуваат да тоа го представат. Еве еден од стиховите, Малахија 4, кој што и му го цитирав баш на тој пастор. Малахија 4,
И да тој кажа, па тој е сега фигуративен речник, па не е така како што е запишено. Малахија 4 глава, 1 стих. Значи, што ќе се случи со злите? Зашто еве доаѓа ден вжарен како печка, горделивите и злосторниците ќе бидат како плева, денот кој наближува ќе ги изгори, говори Господ над воинствата, та нема да им остане ни корен, ни гранче. Што појасно од ова? Значи, Господ непокајаните, злите, горделивите, злосторниците ќе ги изгори, та нема ништо од нив да остане. Третиот стих. И ќе ги газите беззакониците како прав поднозете во денот што го подготвувам, говори Господ над воинствата. Ова е многу јасен речник. Или еве Откровение 29. Да се подсетиме, значи, после 1000 години, после милениумот, се симнуваат праведниците, спасените во градот Ерусалим, заедно со Господа, а овие злите воскреснуваат и начело со ѓаволот се обидуваат во последен обид да го освеат, ако можат, Ерусалим. И што се случува во Откровение 29? И излегува на земната ширина и го обкружија логорот на светите и возлюбениот град и слезе оган од небото од Бога и ги проголта. Што значи проголта? Ги снема, готово. Ги имаш и ги нема. Па, добро, кај се случува тоа? Тоа се случува на оваа земја, после, нели, тие 1000 години. Кај ќе живеат спасените? Пак на таа земја, на обновената земја. А тука биле, мислам, тука ќе бидат запалени, уништени злите. Пак, како сега? Огнот ќе гори тука или што ќе биде тука и како ќе биде? Или тоа ќе биде некој дел од земјата таму? Преку некоја провалија, како што ја сваќаат, нели, на параболата за Лазар. Па ќе ги гледаме, па какви сулуди идеи се тоа? За оној Господ кој што не љуби. Па замислите се, една од најстрашните стихии денеска на земјата е огнот, баш пожарот. Значи, тоа е пострашно и од вода. Од вода може некако ќе се спасите, ќе се искачите некаде малко повисоко или не знам што е. Бевме сведоци на поплавите во нашето соседство. И тоа е една страшна стихија. Земјотрес исто. Меѓутоа, каде од оган? Треба да бегате, да трчате, да бегате далеко од него. Инаку готови сте. И сега замислите си го тој Бог кој што ќе ве мачи во оган, кој знае на колку степени, кога еве ние ни 40 не може да издржиме. Фаламо на Господ што е милостив сега за сега, со времето што ни го дава. И, сушност, што е казната за греот? Платата за греот. Што вели Павле во Римјаните 6.23? Плата за грев е смрт. Се мисли на што? На втората смрт. Втората смрт од која што нема враќање. Смрт е смрт. Знаеме што е смртта. Плата за грев не е вечно мачење. Плата за грев е смрт. А дека тогаш кога ќе бидат на крајот уништени и спалени со суфор и со оган злите, тоа е втората смрт, ни кажува малку погореден стих од Откровение, значи 20 глава, односно 21 глава, 9 стих, 8 стих, 21 глава, следната глава, 21 глава, 8 стих. Што се вели овде? Вели: а на страшливците и на неверните, и на гнасните, и на убийците, и на блудниците, и на вржалците, и на идолопоклонниците, и на сите лашци, нивниот дел им е во езерото, кое гори со оган и суфур. Тоа е втората смрт. Се знае што е смрт. И сега, она што може мнозина да збуни, меѓутоа, ајде да читаме во Исаија 33 глава. Исаија 33 глава. Веќе заклучивме дека Господ е вечен оган, оган што проголтува. Исаија 33 глава, 14 и 15 стих. Грешниците треперат на Сион, внимавајте, значи грешниците треперат на Сион, трепет ги обзеде безбожниците. Кој ќе опстане од нас пред уништувачкиот оган?
Кој ќе опстане од нас пред вечниот пламен? 15 стих, оној кој оди во правда и кој зборува право, кој ја презира печалбата од насилство, кој ги тресе рацете за да не прими подкуп, кој ги затнува ушите за да не чуе за крвопролевања, кој ги затвара очите за да не види зло. Кој ќе опстане во вечниот оган, во вечниот пламен? Праведниците. Јас овде тоа го гледам, не знам дали вие го гледате, дека праведниците ќе живеат во вечен оган. Ма ќе живеат, нема се мачат. Како, на кој начин? Па, кога Мојсе, значи сега ми доаѓа тоа да го спомнам, Мојсе барал да ја види Божјата слава. Зошто Господ го крие во карпата? И му вика, кој ќе ми види мене во лице, нема да остане жив. Меѓутоа, што ќе биде со нас, која ќе не воскресне Господ во обновени, во прославени тела? Тие тела ќе бидат огноотпорни, да кажем. Значи, ние ќе можеме, ќе живееме во присуството Божие. Ако тој е вечен оган, тогаш праведниците ќе живеат во присуството на вечниот оган, а злите, видовме што се случува со злите. Ќе ги снема за секојаш, како и ѓаволот што ќе го снема за секојаш. И тоа е казната, тоа е втората смрт. Плата за грев. И сега се уште може на некого да му е збунувачко она вечни векови, како да вели за секогаш, нели? Знаете, кога ќе кажете за секогаш, се мисли тоа нема крај. Меѓутоа, во Библијата некаде, над 50 пати во Библијата се спомнува зборот за секогаш, или некоја варијанта на тој збор, а е поврзан со нешта кои што сепак имаат свој крај. Еве ќе видиме еден-два примера. Прва Самуилова. Прва книга Самуилова. 22 глава. Прва книга Самуилова. Прва глава се извинувам. Прва Самуилова, прва глава, 22 стих. Пред тоа, зашто, како тоа ќе имаме огноотпорни тела, сега, да не мисли некој дека баш, кои се праведниците? Кои се тие кои што ќе засветлат со Божјата слава и ќе осветлат цела земја во Откровение 18 глава? Како тоа ќе осветлат земјата со Божјата слава? Тие ќе го имаат веќе Божјиот карактер, тие ќе ја пренесуваат Божјата слава на некој начин, ќе ја одржуваат преку себе. Значи, вие ќе, сите ние, дај Боже, ќе имаме таа Божја слава и ќе можеме да живееме во присуство на неговата слава на тој оган. Тие работи така убаво се вклопуваат, меѓутоа за оној кој што наистина сака да ги тргне сите предрасуди и да гледа онака како што самата Библија си се толкува и објаснува. Значи, прво Самуилова, прва глава, 22 стих. Овде вели под насловот посветување на Самуил на Господа. Сега ја гледаме тука Ана, го гледаме Елкан. Еве читаме од 21 стих. По една година се искачија незиниот маж Елкан со сиот свој дом за да му ја принесе на Господа годишната жртва и за да го изврши заветот. Ама Ана не тргна со него, зашто му рече на својот маж: не ке тргнам додека детето не се одбие од градите, се мисли на Самуил, а тогаш ќе го одведам да се покаже пред Господа и да остане таму за секогаш. И еве што е тоа за секогаш во 28 стих. Затоа и јас му го отстапувам него на Господа за сите дни на неговиот живот. Ете што значи за секогаш. Додека е жив. Или еве Исаија 34 глава, ова е нешто слично како со Содом и Гомор, и тоа ајде да го прочитаме, Исаија 34 глава. Веќе видовме и кај Содом и Гомор, дека тие ја примија казната на вечниот оган, меѓутоа нема веќе оган таму, туку се додека се изгори и се претвори во пепел, до тогаш гореше, повеќе не гори. Значи, Исаија 34 глава реков, 9 и 10 стих.
неговите потомци, суд над Едом, значи, стои во поднасловот овде, значи, станува збор за Едом, вели, неговите потомци се претвораат во смола, неговиот прав во суфур и неговата земја ќе стане пламната смола. Ни дење ни ноќе не ќе угасне димот и ќе се дига довека. Ќе остане пуста од колено до колено, во веки векови никој не ќе поминува низ неа. Еве, повторно е таков речник, меѓутоа сето тоа е завршено. Значи, не значи за секојаш веки векови дека тоа се случува во бескрај. Туку си има крај. Значи, можеме да кажеме дека резултатот е вечен, меѓутоа не самото действие. А тоа дека грешниците нема да горат и да бидат мачени, туку ќе бидат истребени за секојаш, ни кажува и Псалм 92, 7 стих. Има и многу други места, меѓутоа еве неколку. 92 Псалм 7 стих. Иако безбожниците никнуваат како треба и ако цветаат сите кои прават зло, одредени се за вечна пропаст. Во ревидираниот превод уште побаво стои грешниците, вели, истребени за секогаш. Ќе бидат истребени за секогаш, за вечна пропаст. А еве што ќе се случи со ѓаволот, значи во тоа огнено езеро, читавме во Откровение. Езекијел, знаеме таа добро позната глава, Езекијел 28 глава, каде што се зборува за Тирскиот цар, меѓутоа знаеме дека тоа преносно има, се однесува и на ѓаволот. И ги читаме 18 и 19 стих, каков ќе му биде крајот, значи Езекијел 28 глава, 18 и 19 стих. Со мноштвото на своето беззаконие, со нечестно тргување, ги обесвети своите светилишта. Пуштив оган сред тебе за да те проголта. Те претвори во пепел на земјата пред очите на оние што те наблюдуваат. Сите кои те познаваат меѓу народите, се згрозија над тебе, зашто ти стана страшило, те снема за секогаш. Фала му на Господа, што ќе го снема ѓаволот, значи, предизвикувашот на цело зло, за секогаш. Жалосно е што сепак мнозина ќе завршат вака како ѓаволот, но затоа е нашата мисија, затоа сме повикани, значи, да ги предупредиме луѓето, да им го проповедаме Евангелието, да им го прикажеме нашиот Господ, кој што ние верувам сме го запознале, а еве тие се уште не го знаат, за да и тие го запознаат, дека тоа е љубов, дека нему е мило ниту еден да загине, туку сите да дојдат до покаяние и до спасение. А Господ никако не е оној кој што измачува и тоа во сета вечност. Па тоа најголемиот садист не го прави. И воопшто не се вклопува во онаа слика Бог е љубов. И ја не знам како луѓето не може да го разберат тоа. Останатите, некои кои што имаат такви верувања. Кога Библијата е многу јасна, и тоа знаете, кога ќе завлезете во една заблуда, потоа се редат на таа заблуда и други, и на крајот каша попра излегува. Односно, знаеме дека тоа е тоа вавилонско вино, кој што се нуди се повеќе и повеќе во овој свет. И навидум некако како да ѓаволот успева преку сите тие така наречени христијански деноминации, против кои што ништо немаме против, меѓутоа сме повикани за да ги осведочиме за оваа прекрасна вистина и да ги извадиме од Вавилон. А Господ има свој народ насекаде. Знаете, сега ми доаѓа мислата, гледав од скоро, па мислам дека беше минатата недела едно видео каде што, значи тоа беше еден исечок од некоја емисија, телевизиска емисија, каде што веројатно беа присутни представници на многу верски заедници. И меѓу другото беше тоа еден пастор, наш адвентистички пастор, црнец. Тој зборуваше, цитирајќи стихови, како буквално ќе се случи Христовото доаѓање на земјата, значи Исус ќе дојде по своите. Беше исмејан, јавно исмејан пред ТВ камерите и меѓу другото тука се вклучи еден католички свештеник, му се познава по она што го носат тука
Да, и значи тој што кажа, прокоментира, за оваков фундаментализам ние зборуваме и предупредуваме. Ова е страшно, ова е опасно, ова е зло за христијанството. Значи, замислете си, ако верувате денеска во она што кажува Господ, вие сте фундаменталисти. Значи, знаете кои се фундаменталисти, кои ги сметат за такви. Меѓутоа, ако вие верувате до оно што го кажува Библијата, вие сте во таа група ве сметаат. Страшно. Mi to знаеме кон кое време се движиме, без разлика на тоа, ние сме повикани да однесеме оваа вест, евангелска вест, меѓу друго еве и да ја обелодениме и оваа заблуда за која што и денеска стана збор. Нека му е слава на Господа што ни ја дал вистината, што ни ја открил и откриена му е на секој искрен читател и истражувач, не само нам. Само треба да се проучува со водство на Духот Свети и со понизности, вистината ќе ни биде откриена секако. Нека му е слава на Господа што е наш. Амин.